eso.блажеска и вели дали можеш да ми дадеш мислење за влез во бременност со прекумерна телесна маса. Исфрлив секаква процесирана храна, зголемив на овоше и зеленчук, риба и постно месо. Во моментов кај мене постои страв од нагло слабење и појава на кетони кои читав дека му штетат на фетусот. Не знам зашто толку со бременост денеска се погодија прашања, можеби затоа што Владе седи си дома кампања, па луѓе немаат што да прават, си викаат дека си забременам. Се шалам, но Блажевска не знам од кај би почнал. Прва работа, премногу стравови се во прашање. Кетони за да се појават би требало да влезеш во кетоза. Кетозата е само еден начин како да можеби се губат килограми и тоа е начин на исхрана кој што не мора да биде да го прифатиш и ти да го практикуваш. Она што јас би ти го препорачал, имај си добар појадок, редовност на оброци, пиење на вода и на тој начин прво нема шанси нагло некои слабења да ти се случат. Втора работа, има голема веројатност да внесувајќи почести и повеќе оброци во текот на денот, да внесеш и доволно и енергетска и хранлива вредност што ви требаат и тебе и на плодот. Многу често луѓе се завлекуваме у овакви можеби информации и теми со начини на исхрана, со нагло слабење, со стравови, да не ова не е за мене, ова ли е за мене, па читав овде велат овака, овој нутриционист вели така и се случува огромна конфузија во главата и често луѓето барајќи ја најдобрата стратегија за како да ослабнат, практично после некое време и самата стратегија станува изговори за да почнат нешто. Затоа не се оптеретувај толку со многу информации, добрата исхрана не е квантна физика, значи не треба да завршиш машински факултет за да возиш школа, треба автошкола да поминеш, исто е со исхраната. Не ви треба нутриционизам да учите за да можете да воспоставите некакви поквалитетни навики во денот. Не се оптеретувај толку, имај си само редовност на оброци, пи доволно вода и уживај во процесот, не се оптеретувај ниту дали ќе биде пребрзо, ниту нагло, ниту кетони, ништо од тоа нема да се случи и ќе помине, ти гарантирам, бременоста во одличен тек и ќе биде се во ред.